Никој од нас нема ништо против протести, но како дел од истиот спин и манипулација дека некој сака да го замолчи граѓанинот, така се го обвинуваа дека ете сме против народот. Не, народот може и треба громогласно да каже што мисли. Ама народот со големи букви. Критиките не се однесуваат на тој напатен народ, туку на лицемерието на тие што сега во оваа трагедија видоа шанса да се воскреснат во некоја нова шарена, црвена или не знам каква револуција. Истите ликови, сето шуто и рогато, што би рекол Заев, молчат кога СДСМ владее, а рикаат бесно било кој друг да е на власт. Народот ги прочита и затоа сегашниот нивни обид е ефтина лакрдија. Велам, првата шарена беше трагедија, оваа ќе биде комедија. Всушност имам идеја и како да се спасиме од нив. Да ги пуштиме дека протестираат колку сакаат, нека палат, нека кршат, нека тепаат и нека повредуваат полицајци. Ама после, одма лисици на рацете, исто како оние од 27 април, нека ги осудат за тероризам и нека им дадат по едно 200 години затворска казна. Може би тогаш нели ќе се освестат. Ама не, тие повторно ќе се кријат зад невини жртви, полицајци. Ама после, одма лисици на рацете, исто како оние од 27 април, нека ги осудат за тероризам и нека им дадат по едно 200 години затворска казна. Може би тогаш нели ќе се освестат. Ако некој се уште не верува, може слободно да ја погледне емисијата и да види која е вистината и на кого се однесуваат тие зборови. Впрочем, се што правам, го правам јавно. Секоја епизода на седмица, освен што оди тука на Алфа ТВ, таа е достапна и на YouTube, така што нема што да се правдам. Но сепак, ово што го направи е многу гадно и ја минува секоја граница на пристојност. На тие што го монтирали и тие што го споделуваат, само да им кажам дека докажа тоа што го зборувам веќе 2 недели. Дека се подготвени да газат врз мртвите тела на децата само за да си ја истераат својата агенда. И многу интересно е што главно изворот на ваквите гнасоти се од штабот на сето шуто и рогато кој гравитира околу Бихачка, а тие што го шират се оние малине чегеварчиња по налог на нивното диктаторче. Ај првите имаат барем некоја поголема цел, ете да се вратат на власт за да се ухлебат. Ама овие вториве бе газат врз мртви тела за да добијат некој советник повеќе на локалните избори. Гнас. Немам што да кажам. Па побогу луѓе, оставете ги семејствата да тагуваат. Имајте милост. Не кон мене, туку кон нив. И толку кулова. Ајде да ја почнеме денешната епизода. За жал, и денеска ќе морам да ја почнам со лоша вест. Трагедијата во Кочани ја зема и 60-та жртва, почина 29-годишниот Александар Карадаковски кој се лекуваше во Литванија. Министерот за здравство Арбен Таравари ја потврди веста за неговата смрт и објасни дека за време на копната ноќ Карадаковски се здобил со тешки изгореници и бил еден од пациентите во критичната состојба и бил испратен на лекување во Литванија. 40% од неговото тело било со тешки изгореници, дека поради откажување на бубрезите бил ставен на диализа. Дополнителен проблем била инфекцијата која се појавила поради огромната површина на раните на телото. На 36% приближно на телото од втори, трет степен, што практично отвара простор за појава на инфекции и тоа е таа компликација која што плюс дишните патишта, изгореници на дишните патишта околу 90%, ако не се лажам, по бронхоскопија. И заради оној дел од пламенот, односно оној дел од чадовите кои што ги вдишал, доаѓа до оштетување на внатрешните, значи, дишни органи, при што е утврдено со бронхоскопско испитување дека е оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата, која што на крајот резултирала со подлегнување на повредите на веќе споменатиот 29 годишен Александар Карадаковски. Карадаковски бил заведен како управител на кабарето Пулс, а според неофицијални информации работел таму како шанкер. Тој беше еден од 34 осомничени за трагедијата во Кочани. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија соопшти дека преку македонската амбасада во Варшава и во редовна комуникација со семејството на починалиот Карадаковски, како и со надлежните институции во Литванија. Од страна на амбасадата се преземаат сите неопходни активности за завршување на конзуларните постапки и за организација на транспортот на телото на починатиот македонски државјанин назад во земјава, наведуваат во соопштението. Министерот за здравство потврди дека има уште тројца пациенти кои се исто така во тешка состојба која активно се следи. Доброто е што од вкупно ви реков 193 пациенти, веќе 118 се лекуваат во домашни услови и се добри.
Другите пациенти кои што се надвор од државата, овие што се во Македонија, сите се во стабилна и добра состојба. Надвор од државата генерално повеќето се во стабилна и добра, веќе се најавуваат повеќе пациенти кои што ќе се вратат во следните 3-4 дена. На лекување се уште се 78 пациенти, од кои 14 се во Македонија, останатите во странство. Денес од скопските клиники на домашно лекување ќе бидат пуштени 5 мина, а во земјава треба да се вратат 6 пациенти, 2 од Бугарија, 2 од Шпанија и 2 пациенти од Унгарија, кои се добри и стабилни, но ќе се лекуваат уште еден ден по протоколите, 24 часа ќе престојуваат во нашите болници од кај што биле испратени. Бог нека го прости. Гледаме дека за жал бројот на загинати се искачи на 60 луѓе. Минатата недела како да урочив кога кажав дека во целата оваа несреќа имавме и малку среќа со тоа што не загубивме уште некој живот во деновите по трагедијата. Но ете сгрешив. Младово момче имало толку тешки повреди што подури двонеделна битка на крајот сепак неговиот организам не издржал. Жално. Карадаковски инаку бил управител на фирмата под која се водела дискотеката Пулс во Кочани и според информациите во медиумите, тој всушност работел како шанкер во ноќниот клуб. Тој беше еден од оние кои требаше да бидат опфатени во истрагата како осомничен, но по лошата вест, обвинителството најави дека ќе ја прекине постапката против него. Нам ни останува се уште да се молиме за останатите тројца кои се во тешка состојба, но и за другите 78 кои се во болниците во Скопје и во специализираните центри низ светот. Сепак и покрај оваа лоша вест, останувам на ставот дека бројот на жртвите ќе беше далеку поголем да не беше брзата и пожртвувана реакција на полицијата, пожарникарите и лекарите, но и на сите оние кои дадоа се од себе за да спасат некој живот повеќе. Да се повторам, сега останува да се помолиме за тие тројца кои се уште водат битка за живот. И воедно да им помогнеме на сите оние кои од оваа трагедија вечно ќе носат лузни, физички, но и психички. Еве, полека излегуваат од болници, но нивки им треба уште долго време да се вратат во нормален живот. И тоа останува отворено прашање дали некогаш и воопшто ќе можат. Тоа е тоа што се однесува на жртвите. Во однос на истрагата нема некои нови детали што би вредело да се споделат. Но останува фактот дека после Кочани Македонија веќе не е иста. Да, тагата и гневот полека се смируваат, но останува хиперчувствителноста во општеството. Мува да летне погрешно, одма се прави скандал од тоа. Власта и институциите се ставени под лупа, море под микроскоп и не дај Боже да се случи нешто. Веднаш јавноста реагира нервозно и веднаш го вперува прстот во неа. И ова не го велам во негативна смисла. Добра е граѓаните да имаат таква контрола и добра е за една власт да биде под таква строга контрола. Може би така конечно ќе почнеме да го менуваме овој коруптивен систем кој не дави со децени и кој ни носи вакви трагедии како оваа во Кочани. Но мора и да си признаеме, како што народот експресно веќе реагира на секоја ситница и бара брза и итна реакција, така власта, барем досега, експресно реагира. Никому не му простува. Кој да е, од која да е партија, на која да е функција и слично. Тука пред се предничи Министерството за внатрешни работи. Најеклатантен пример за тоа е оној случај од сокревањето на автомобилот Порше во Дебармало. Според тоа што видовме и покрај обидот на двајцата полицајци кои работеле како обезбедување, кај председателот да не биде кренато луксузното возило, по бурната реакција на млада група граѓани, веднаш е интервенирано и возилото е кренато. Не само што е кренато, туку веќе е започната дисциплинска процедура против двајцата обезбедувачи, а можеби ќе биде казнет и полицајецот што бил со пајакот. Значи, покрај тоа што ете имало обид за, како да ја наречам, ситна корупција, таа е спречена и сите инволвирани ќе бидат казнети. Едноставно, полицијата и врвот во МВР си ја вршат својата работа. Да, во секоја корпа има нели по некој расипано јаболко, но работата е што сега праксата на новата власт е веднаш да го трнат тоа јаболко, да го фрлат пред да ги зарази останатите. И знам сега ќе ме критикувате и ќе кажете да, ама да не беше таа млада група на луѓе кои реагира, ништо немаше да се случи. Секи си беше постара. И може би сте во право, но работата е што по нивната оправдана критика веднаш се доби итна реакција од полицијата и МВР. Дали било некојаш така во минатото? Не. Зарем треба да ве подсетувам на примерот со фамозниот пајак кај Мавровка, кој се случи за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Полицајката Јасмина Ангелеска се откажа од своето работно место. Објави на Фејсбук дека повеќе не може да ги трпи неправдите кои ги нанеле вработени во МВР. Во МВР е хаос во секој поглед и во секој сектор од повисоките кругови. За жал и тие некои што сакавме да работиме не ни дозволија. Тој систем повеќе не можам да го поднесам каде што дојде време на криминалците или гушите со исклучок на малкуте.
Ангелеска на јавноста и стана позната по случајот со функционерот на ДУИ Бекира Сани, кога со пајак се обиде да го отстрани неговото непрописно паркирано возило. Тогаш беше повикана на средба и кај министерот Оливер Спасовски, пошто рече дека сепак била повредена на раката, но дека само удрила во пајакот. Обвинителството пак се откажа од кривично гонење на Асани. Председателот на синдикатот во МВР, Гоце Делчев Тодев, вели дека оно што и се случувало по овој настан ја натерало да си замине. Ова е само резултат на се она што таа не успеа да го истрпи и истера до крај, од причина што едно беше жена, второ беше еден посебен и познат случај во јавноста што и самата полиција, односно самото министерство како министерство не застана целосно во заштита на работникот, односно на нејзе као работничка во рамките на полицијата. Едноставно мора да се преиспитаат сите прашања кои се однесуваат во рамките на вакви поедини настани и случаи. Од МВР за сега немаат коментар за она што се случуваше со Ангелеска. Значи исто, ама не исто. Во првиот случај за кој зборував тој во Дебармало, возилото е кренато со пајак и пишана е казна за непрописно паркирање и поведена е дисциплинска постапка против двајцата полицајци што пробале да го спасат, но и против полицајецот кој за малку ќе попушта. Во другиот случај, кој се однесува на истата работа, кревање со пајак на непрописно паркирано возило, немаше ни казна ни бутур. Туку полицајката беше приморана да каже дека пајакот ја нападнал и по сите притисоци, по 18 години служба во МВР, да си даде отказ. Ке повторам, исто е, ама не е исто. Не е иста и реакцијата на властите, и не само во овој случај. Еве ќе го земем и примерот со апсењето на еден од полицајците кои биле обезбедување на премиерот. Имено притвор од 30 дена доби Ангел Сарамаков, полицајецот од 6-та управа во МВР кој беше дел од обезбедувањето на премиерот. Тој е осомничен за кривично дело давање службена тајна од користолюбие или заради користење на податоците во странство. Зашто минималната казна е 1 година, а нема предвиден максимум. Тој беше уапсен во Велес заедно со уште едно лице и со ранец полн со полициски службени информации. Осомничениот беше дел од обезбедувањето на премиерот по промената на власта. Првично се крена врева дека тајните полициски информации сакал да ги продаде на припадниците на криминалниот клан од Грчец, но потоа обвинителството демантираше и кажа дека податоците сакал да ги користи за да уценува некого за 50.000 евра. Ако ова не е пример, дека никој нема да биде поштеден во борбата против корупцијата и криминалот, јас не знам. Дали памтите во последните 3 децении од како сме независни, да биде уапсен и пикнат во притвор телохранител на било кој премиер, председател или било кој висок функционер. Јеве за разлика од случајот со Дебармало, тука на пример немаше група на млади луѓе кои снимале. Туку полицијата сама дознала и го уапсила својот, да речеме, колега. За разлика од овој случај, го памтите ли скандалот со пасошите? Оној кога дознавме дека МВР, наместо да ги гони криминалците, беше претворено во криминална организација за логистички потреби на меѓународни наркокартели од Србија, Турција и Албанија. Со тоа што од декември 2017 до јануари 2021 година на шефовите на повеќе наркокартели им издавало оригинални документи за непречено патување и престој во странство. Според податоците тогаш биле издадени околу 200 документи, односно пасоши, на криминални структури од Балканот. Значи не фалсификувани документи, туку оригинални пасоши. И тогаш МВР реагираше дури откако целиот скандал излезе во јавноста, иако многумина внатре во министерството подолго знаеле за случајот. Значи сега се апси телохранител на премиер по иницијатива на МВР, а тогаш требаше некој на пресконференција да го објавува случајот, па полицијата да биде приморана да апси. Значи има голема разлика. Секој што се огрешил ќе одговара, без разлика кој е. Власта тргна во безмилосна битка за расчистување со криминалот и корупцијата вкоренета во сите општествени пори. Вака дел од експертите го коментираат притворањето на телохранителот на премиерот Христијан Мицкоски, Ангел Сарамаков, кој е осомничен за оддавање на службена тајна. Според поранешниот антикорупционер Воислав Зафировски, заврши селективноста што ја видовме изминативе години во борбата против криминалот и корупцијата, како што беше примерот со злоупотреби на службени возила што беа користени за шопинг во Солун од страна на припадници на МВР. Како се постапуваше во изминатиот период? Директорот на Бирото за јавна безбедност си ја прати ќерка си со службено возило и обезбедување на шопинг во Грција. Неколку акции на одделот за организиран криминал, на одделот за насилен криминал, на одделот за недозволена трговија и шверц,
па ако сакате и на специјалците, пропаднаа токму заради лица кои од кабинетот на тогашниот министер за внатрешни работи тргуваа со информациите на службите. Постои неселективност и подеднакво постапување кон сите, без разлика на позициите во службата. Телохранителот Ангел Сарамаков е еден од најблиското опкружување на премиерот, но бидејќи се дрзнал да прави криминал, ќе понеси одговорност, појаснува поранишниот обвинител Воислав Димовски. Тој вели дека за прв пат во неговата 30-годишна кариера гледа вакво нешто, дел од обезведувањето на највисоката политичка фигура да заврши зад решетки. Ова, според него, покажува дека нема селективност кога станува збор за искоренувањето на криминалот од сите општествени пори, па дури и оној што е во нивните редови. Фактот дека станува збор за припадник на обезведувањето укажува на тоа дека станува збор за човек од доверба. До сега не се случило такво нешто. Јас ги охрабрувам сите фактори во таа насока да се движат во насока на неселективно расправање со криминалот. Јавноста, која не е навикната некој од блиското опкружување на власта да заврши со лисици на рацете, безпотребно крена буре и отвори прашање од типот дали државниот систем е безбеден, бидејќи беше уапсен еден од телохранителите на премиерот поради сомневање дека оддавал службени тајни. За сега нема официјална информација за какви службени белешки станува збор, па се лиферуваат секакви информации, иако истрагата не е завршена. Имено расте бројот на кривични пријави против полициски службеници, од злоупотреба на службената положба до несовесно работење и оддавање на службени тајни, па и неплаќање на патарина. Од јули до ноември минатата година најмалку 50 на полицајци завршија како тие што треба да ги ловат, како ситни криминалци. Министерот Панчо Тошковски на почетокот на својот мандат најави дека ќе стави ред и секој што нема да го почитува законот ќе сноси одговорност. Од лани, односно од промената на власта, досега има околу 100 полицајци кои се казнети токму поради ситната корупција. Дали досега имало ваква пракса? Јас мислам дека ова е прв пат во историјата да има ваква неселективност во казнувањето. Значи битката е почната. Да, далеку сме од тоа да кажеме дека сме се отарасили од корупцијата, но мора да признаете дека работите полека се менуваат. Знам дека е тешко да се верува во ова. После толку години некако се навикнавме на системска корупција и досега неколку власти најавувале битка против неа, но на крајот не испаднало ништо. Што остана, на пример, од она нема правда, нема мир? Ништо. Едноставно, толку пати си имаме изгорено, што сега и на кисело млеко дуваме. Но ке повторам, мора да признаете дека барем за сега може би делува исто, ама гледаме дека не е. Сега, одредени структури, посебно ние криминалните, гледајќи дека ова се случува и дека деновите им се изброени, прават се што е во нивна можност да се спасат. Или да покажат дека ете, сите се исти, па народот не смее да верува дека работите се менуваат. Така беше со протестите за Фросина, така беше со злоупотребата на тагата на народот поради кочени и слично. Така е со случајот со Крива река. Нема цијанид во водите на Крива река во Крива Паланка и нема помор на риби, објави директорката на Државниот инспекторат за животна средина по добиените резултати од акредитирана лабораторија и земените мостри од реката. Градоначалникот Сашко Митовски според неа објавувал непрецизно толкувани резултати од анализата што ја побарала општината, откако на 14 март технолошка вода се излеа во Крива река од пукната цевка во рудникот Ораница. Директорката рече дека инспекторите веднаш излегле на терен и порача дека за ширење паника се одговара кривично. Тој на својата пресконференција направи паника во населението и рече дека неколку стотици пати над дозволено има цијанид. Цијанид нема неколку стотици пати над дозволено. Екоцид не се докажува со земање на 1 литар вода од едно место само со еден примерок, туку со сеопфатна и темелна анализа. Цијанид неколку стотици пати над дозволеното во Крива река нема, како што тврдеше градоначалникот на 28 март. За ширење на паника во населението кривично се одговара. Овој случај ќе има правна разрешница, а јавноста ќе биде запознаена со сите мерки кои ќе бидат преземени од страна на Државниот инспекторат. На компанијата Булмак 2016 изречена им е казна заради инцидентот со пукнатата цевка од околу 200.000 евра за правниот субјект и 10.000 евра за одговорното лице, кое е најголема казна во Законот за животна средина. Компанијата Булмак од страна на Државниот инспекторат за животна средина е задолжена со решение на ден 24.3 да преземе мерки за процена на евентуална штета врз животната средина.
Проценката ќе биде извршена од страна на надворешни стручни лица и веднаш по добивање на официјалниот извештај, кој ќе покаже дали имало и какво било влијанието врз почвата, водата и живиот свет, дали оставило последици врз животната средина. Државниот инспекторат прво ќе го почека официјалното вештачење, пошто ќе се знае дали ќе има кривична пријава за компанијата која стопанисува со рудникот Ораница. Замислете, градоначалник на општина кој од редовите на опозицијската СДСМ крена толкава паника со лага дека во Крива река има цијанид. Значи не било кој отров, туку цијанид. Ја знам дека водата во оваа река е далеко од тоа што треба да биде, односно дека е многу загадена, но да тврдите дека е полна цијанид е веќе поминување на секоја граница. А што е целта на сето ова? Соочени со фактот дека рейтингот и покрај тоа што се во опозиција драстично им паѓа, а идат избори, сите оние структури од СДСМ и ДУИ сега прават очајнички обиди да спасат нешто ако можат. А како мислат тоа да го постигнат? Па ете да излажа дека оваа власт е иста како и сите други, дека само глуми борба против корупцијата, дека ништо нема да се смени, односно дека системот е ист. А од авион се гледа дека не е така. Еве, само во неколку споредби денеска што ви ги направив, можете сами да заклучите дека едноставно тоа не е вистина. Не дека сега цветаат рози и слично. Туку едноставно работите се сосема различни, се мрдна од мртва точка. Ако ништо друго, ете сме сведоци дека се прави напор да се смени системот, односно тој да се рестартира, и тоа на секое поле. Не само во борбата против корупцијата, во однос на дипломатијата, еве сами гледате дека се уште нема попуштање пред бугарските уцени, дека се води голема офанзива да се спречи уште една неправда против Македонија. Истото и со економијата. И токму затоа и таму се на удар од опозицијските структури, слично како и на полето во борбата против корупцијата. Растот на минималецот, покачените плати во здравството, образованието и полицијата, како и повисоките пензии не го смируваат сојузот на синдикатите. Тие излегоа на протест, зашто минималната плата се покачила онака како што предвидува законот и методологијата, а не како што побараат тие, веднаш да достигне 500 евра. Барањата ги кажа на јавна седница која започна пред работничкиот дом со 1 минута молк за жртвите од трагедијата во Кочани, па продолжија пред собранието. Од парламентарците побараа да изгласаат минимална плата од 500 евра и зголемување на сите останати плати за 100 евра. Почитувани браќи и сестри работници, ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Јавната седница продолжи пред Стопанската комора, каде синдикатот побара зголемување на сите плати во приватниот сектор. Младиот работник тинеџерот за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. Затоа ќе нешите 500 евра во наредниот период ќе бидат и 600 и 700 евра. Така наречената јавна седница заврши пред владата. Овде побараа да се повлече одлуката за минималната плата, а функционерите да ја земаат најниската плата како и работниците. Работниците бараат почитување на општиот колективен договор, раст на платите како што е предвидено. Така е, браво! Просветните работници бараат почитување на колективните договори. Синдикатите да ги кажат барањата на економско-социјалниот совет, а не на улица, порача министерот за економија. Дурмиши вели дека во моментов нема репрезентативен синдикат, а комисијата напорно работи за утврдување на репрезентативноста. Министерот за економија вели дека одлуката за минималецот морал да ја потпише согласно законот пред 31 март. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Ние сме го кажали ова од почеток дека како влада ги почитуваме и сме за социјален диалог. Од владеачката партија реагираат дека играта на синдикалците била прочитана и никој не им верувал. ВМРО ДПМН и денеска обвинува од раководството на ССМ дебело се богатело и го злоупотребувало синдикатот. Слободан Трендафилов со примања кои надминуваат 1,6 милиони денари годишно, не може да биде синдикалец. Тој само го злоупотребува синдикатот, а за таа цел користи неколку луѓе околу него. Минималната плата од месецов изнесува речиси 24.400 денари. Владата ја остави можноста платите да се зголемат и повеќе, но доколку за тоа се согласат работниците и работодавачите.
Преку Леп Погача. Извинете, но на оваа народна поговорка ми текно еве вака кога го гледам триото Трендафилов, Дејановски и Пешевски, како се обидуваат од петни жили на грбот на работниците да си ги оправдаат огромните плати кои ги земаат. Видео дека новата влада од првиот ден е посветена на работниците, на покачување на стандардот, па си рекоа дајте додека е моментот да искористиме и ние нешто. Од доаѓањето на власт, првата работа што ја направи владата беше ребаланс на буџетот за да илјадници луѓе не останат без плати, затоа што нивните претходници си правеле математика само до избори. Го исполнија ветувањето за линеарно покачување на пензиите за 5000 денари на над 300.000 пензионери. Си подадоа рака нели со поединечните синдикати, па имаме покачување на плати во здравство, покачување во образованието, покачување кај полицијата и најдоа пари со кои над 80.000 административци после подолго време добија К-15. Еве се одвоија и пари да се купат нови 120 автобуси, 80 ќе одат за Скопје, останатите за другите општини. Значи за 9 месеци направија повеќе од колку минатата влада за цели 7 години. Да не правиме муабет за другите работи како што се новите патишта и слично. И затоа велам дека сегашно бунтување на лидерите на ССМ одалеку мириса како злоупотреба на добрата волја и политиканство. Дај додека даваат да побараме повеќе од што е возможно. А што е тоа што бара синдикатот, што е, например, различно од порано и што е тоа што е невозможно? Значи, практично бара владата од буџетот да плати покачување на сите плати во државата за околу 700.000 вработени по 100 евра за секого. За околу 30.000, мислам, вработени на минималец од буџетот да му се даде по 150 евра секом. Значи, бараат минимална плата да биде 500 евра, а воопшто не ги ни интересира од каде парите. Владата им рече, договорете се со газдите и ние ќе почитуваме. Што се однесува на јавната администрација, едноставно нема толку пари во буџетот. Они велат не може. Фирмите, ете нека плати владата. Прво, ниту една држава во Европа и пошироко не доплаќа плата за вработени во приватни фирми. Второ, тоа би било скоро милијарда евра годишно плюс за доплата на плати од буџетот, кој вкупно изнесува некаде околу 5,5 милијарди. Значи да се плати желбата на синдикалците на некој начин значи тоа скроз да се запре секоја инвестиција, секое вложување или едноставно ајде да ставиме клjuč на сите институции, од школи до полиција, болници и патиштата да ги затвориме. Трето, сегашното покачување на платите е направено според закон, и тоа закон што го усвоја нивните претходници, што тогаш не се буне и не протестираа на улица. И четврто, не е вистина дека владата туку така од ракав сега и текна да реши за минималната плата. Да не ја објавеше, ке ризикуваше да има целосна блокада во исплатата на платите во државата. Одлуката е донесена и објавена, иако ете не постоела согласност во економско-социјалниот совет, што е задолжително според закон, затоа што според закон, кој е на сила, тој закон на СДСМ и ДУИ, а патеми подпишан од синдикатите и работодавачите, власта е обврзана одлуката за минимална плата да ја објави пред 31 март. Па потоа од неја се пресметуваат и просечната и другите плати. Ако не се објавеше до 31 март, ќе се блокираше целата држава и сите институции, а приватниот сектор не би можел да пресмета плата за своите вработени. Затоа на вистина не верувам дека синдикалците се самите убедени дека постои економска оправданост за ова барањево за покачување на цели 500 евра. Туку само видаа шанса политички да се позиционираат, за да со време почнат со уцените. Дали тоа го прават во своје име или во име на некоја политичка структура, не знам. Но не гледам на кој друг начин човек да го разбере сето ова што се случува. Па луѓе, тие така наречени синдикални лидери во ССМ, односно ова трио, видовме, взимале по некои 3 милиони денари годишно плата. И сега тие ќе ни кажуваат што е минимална плата. Не велам дека 24.500 е доволно. Далеку од тоа. Знам дека е тешко да се преживее од први до први. Верувајте, во иста каша сум како и сите вие. Сите сме сиромашни, но сепак треба да се биде реален во барањата. А не вака, од ова ќар може да имаат само синдикалните лидери и нормално СДСМ. И така е секогаш кога СДСМ и ДУИ ќе останат без идеи и без паметни луѓе, а се ближат избори. Тогаш се јавуваат ете нивните синдикати, нивните невладини, па ја преземаат работата со вакве чамче муабети и шарени планови какви никој досега не видел, освен ете во Македонија. И клучна работа. Па ако си има пари, зашто побогу една влада, посебно еве сегашнава, не би ја покачила минималната плата на 500, па дури и 700 евра? Па ако направи таков потек, не само што гладко ќе ги добие овие избори, туку ќе остане на власт уште 100 години. Која е таа власт што не сака на ваков начин ете да се купи популарност? Па во тоа е проблемот. Што минатата власт ја покачуваше минималната плата иако немаа пари за тоа. Го правеа мислејќи дека така ќе ги купат граѓаните и ќе се спасат од пораст на изборите. И тоа деновиве не доведе до ова дереже.
а кога сме кај безидејноста на опозицијата. Ајде да видиме што прават они. Премиерот Христијан Мицкоски го примина средба лидерот на СДСМ Венко Филипче. Повикот за надпартиско и општествено обединување и изготвување стратегија за напредок на Македонија беше прифатен. Неизвестно е дали тетатет средбата понатаму ќе го отвори патот за лидерска средба на председателите на сите парламентарни партии, што беше второто барање на Филипче. Согласно јавната комуникација и упатените иницијативи и демонстрираната подготвеност од двете страни, од 14 часот ќе се одржи закажаната средба меѓу премиерот Христијан Мицкоски и председателот на СДСМ Венко Филипче. Филипче во владата му го представува планот на Мицкоски да се обединат сите партии и да изградат еден национален консензус околу важните прашања и предизвици со кои се соочува Македонија. Со најголем акцент на здравството, правосудството, животната средина, образованието, борбата против партизација и политизација. Партиите пак со своји видувања на средбата. Коалицискиот партнер во владата Знам критикува дека СДСМ и Венко Филипче немале политички кредибилитет да нудат било какви концепти за Македонија. До вчерашниот министр во владата на Зоран Заев, одговорен за длабоките системски грешки во општеството, директно одговорен за трагедијата во Тетово со модуларната болница каде што загинаа 14 невини лица, криминалната набавка на вакцини во времето на ковид кризата, случајот во клиниката за онкологија, каде што наместо хемотерапија на болните им се даваше физиолошки раствор, денеска предлага концепт за нов општествен диалог во Македонија. Дуи продолжува со своите нерационални стравови. Средбата Филипче Мицкоски била со цел моноетничка коалиција, но и отстранување на албанците од голем број високи позиции во државната управа. Овој план не е нов, скроен е пред 3 години преку ноторниот договор Мицкоски-Заев пред се како заштитен чадор за транзицијска олигархија во земјава. Планот веќе се реализира преку укинувањето на балансерот, моноетничкото одлучување на Уставниот суд, но и отстранувањето на албанците од голем број високи позиции во државната управа. Реализацијата на овој план е невозможна без да се пронајдат честните албанци, кои треба да обезбедат лажна легитимација за мултиетнички консензус на ова политичко преструктурирање. Барањето на Филипче за средба со Мицкоски дојде по трагедијата во Кочани, која според председателот на СДСМ ги извадила на површина сите пропусти и смета дека е крајно време сите да седнат да работат за доброто на државата. Мицкоски предходно најавувајќи дека ќе го прими Филипче на средба, рече дека ова се сериозни теми и бараат сериозен пристап. Се тресеше гората, се роди глушецот. Како повеќе од една недела кукаше и бараше средба со премиерот, за да ете ни го презентирал неговиот план како понатаму да се движи државата, на крај не испадна ништо. Замислете, после цела недела лупање на јавноста дека ете има некаков план, тој излезе со политички памфлет. И што вели? Дека образованието, здравството, правосудството, заштитата на животната средина и партизацијата во институциите беле 5 клучни области кои предлагал да бидат во фокусот на лидерската средба на лидерите на политичките партии. Значи да го слушате Филипче и СДСМ да зборува за овие 5 области е навистина трагично. Чекајте малку, Филипче, кој не знам колку години беше министер за здравство, сега ќе ни нуди решение за овој сектор. Човекот кому му изгореа 14 живи луѓе во модуларната болница, партијата на кој се случи скандалот на онкологија, кога на болните од рак наместо цитостатици им давале растворена водичка, сега ќе го поравува здравството. Партијата која ги остави учениците со години без учебници, или имаш учебници каде Албанија беше, како беше, на исток, на запад, и они не знаја дека Монт Еверест беше, не знам што, 28 километри, вакво. Единствена цел во реформата во образованието им беше дека нема веќе мајка и татко, туку родител 1 и родител 2, сега тие ќе нудат решение како да ги образуваме децата. Човекот и партијата кои го доведоа судството и обвинителството до ова дно, кој го наполнија судскиот совет и советот на обвинители со своји партиски послушници, од кои не можеме ни денеска да се отарасиме, ќе ни зборува за реформи во правосудството. Партијата која знаела дека оние идиотите увезувале тони и тони отровен мазут, со кој буквално не труеле нас и нашите деца со години, сега ќе го чистат воздухот и ќе се грижат за животната средина. И на крај партијата која преполни администрацијата со своји партиски послушници и кадри, од чистачка до директор, луѓе кои не знаат што е разликата меѓу метрологија и метеорологија, сега ќе зборуваат за департизација, па немојте ви се молам. Ова не е иронија, ова е невидено лицемерие и безобразлук.
И гледаме дека деновиве сите се бориме и бараме промена или рестарт на целокупниот систем. Впрочем, тоа нели го бараат и истите оние шарини и невладини. И се не верува дека оваа власт можела да го стори, затоа што глумел. И кој ќе го рестартирал? СДСМ и Филипче. Навистина ова звучи како некоја лоша шега. Јас знам дека е добро во ова наше општество конечно да се воспостави некој систем на разбирање на соработка меѓу сите политички чинители. Значи меѓу власта и опозицијата. Дека треба да се постават некои рамки, некои правила од кои нема ниту една влада да може да остапе. Но навистина никој не може да му верува дека тоа ќе се постигне со оваа опозиција. Па луѓе, тие се тие што можеби не го поставија еве, но доволно добро го јаваа тој корумпиран систем што го доведоа до ниво на неиздржливост. Систем кој не доведе до кочени. И се не може истите луѓе кои го креирале и користеле тој трул систем да го поправаат. Нека се реформираат прво они. Нека исчистат партијата од сите оние кои во изминативе 7 години не исцицаа крвта. Нека се извинат за сите злодела против Македонија, па потоа бујрум, нека нудат идеи како понатаму. И тука веќе мислам дека е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Тебе сме при крајот и на оваа епизода. И тука на крајот нели имам уште некоја минута да поразговараме за уште некоја тема која заслужува внимание. За што станува збор? Судијата Илија Трпков покажа пристрасност кон Дејан Давидовски Дешо и не може да го суди предметот против него за собраниските настани од 27 април, смета неговата одбрана. Давидовски, кој доби политички азил во Шведска заради политички прогон во времето на владата на Зоран Заев, зашто проценка даде шведскиот врховен суд, пред неколку месеци се врати во Македонија и сега започна судскиот процес против него. Одбраната повари земање на судијата, бидејќи во минатото веќе го искажал својот став токму околу Давидовски. Неговиот адвокат Тони Менкиновски вели дека Трпков е инфициран кога е во прашање овој случај. Денеска судијата беше зачуден, но ние му доставивме докази, му доставивме CD снимка, му доставивме снимка на CD и на USB, во која очигледно се гледа дека тој е инфициран и има заземено став во врска со овој предмет кој денеска треба да го суди, а е пристрастен. Одбраната изрази надеж дека кривичниот суд ќе го прифати нивното барање. Според нив Трпков веќе постапувал во предметот организатори на 27 април и веќе се обидел да осуди лица за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Велат дека ова создава сомнеж за неговата пристрасност и не дава никаква гаранција за фер постапка за обвинетиот. Еден предмет каде што шведскиот врховен суд има одлучено дека се работи за политички азил, значи се работи за постапка која предходела на постапката во Македонија, значи дал негативно мислење и смета дека делото за кое се товари не е тероризам. Судијата Трпков во своето образложение при одлуката за амнестија на обвинетите за случајот организатори на 27 април даде свој личен став околу статусот на Давидовски за овој предмет, со што јасно се доведува во прашање неговата непристрасност. Каков ќе беше одговорот на системот ако вакви настани со тепање на парламентарци, кршење и демолирање се случеше во парламентот на Шведска и на Грција? Можеме само да замислиме. Но сигурно, без разлика, дали ќе беше третиран како терористичко загрозување на нивниот систем, одговорот ќе беше брз, експедитивен и ќе имаше судска завршница. Шведскиот врховен суд пред неколку години не го прифати барањето на македонските власти да го испорача Дејан Давидовски Дешо со образложение дека тој е жртва на политички прогон, бидејќи на место за протест обвинет за тероризам. Аман веќе не мислите дека е веќе редно да ги оставиме овие луѓе на мира? Не само Дешо. Туку дајте да им обезбедиме правда и на сите оние кои се уште гнијат по затворите во Македонија како терористи. И инаку не знам дали памтите за овој судија за кој сега адвокатот Менкиновски бара и земење, имам посветена речиси цела епизода на седмица пред некој месец. Тоа оној судија кој наместо да чита пресуда базирана на закони и факти, ни држеше политички говор кога мораше да објави дека пропаѓа случајот организатори за 27 април. Односно кога мораше да ги ослободи Велјановски, Анакиевски, Ристевски и Атанасовски за тој случај. Тогаш ви го пуштив целиот тој политички говор, но сега не можам затоа што е премногу долго видеото и ќе ни одземе премногу време. Тоа е човекот кој ги осуди овие четворица на затворски казни, но пресудата како фалична му падна на повисоките судски инстанции и на крај мораше да ги ослободи. Но рече дека ги ослободил бидејќи тие барале милост. Замислете, невини луѓе барале милост. Па потоа индиректно ги нарече кукавици, затоа што не оделе, цитирам, до крај.
дека не можело да се прави споредба со процесот во САД со овој кај нас, затоа што таму имало демократска традиција, како кај нас изгледа да нема. Па се жалеше на законот за амнестија, истиот оној закон што го усвои СДСМ за да може да се изгласа промена на името. И на крај ги повика оние 30-мина што скапуваат невини по затвор да молеле и тие за милостина ако сакале да излезат на слобода. Ова се само кратки делови или во кратки црти неговиот политички говор. Еве, побарајте го видеото, го има на социјалните мрежи и сами подсетете се. Сега овој човек, кој веќе однапред има изградено, гледаме политички став за целиот случај, треба да му суди на дешо. Тоа е тој систем кој мора да се смени. Систем во кој ваков судија може да си дозволе после таков политички говор се уште да се нарекува делителна правда. И не само што уште си е судија, туку се уште нема никому положено сметка за сите оние пропаднати процеси и укинати пресуди, кои не се малку. И на крајот, уште нема одговарано за сите тие залудно потрошени пари и за оние што допрва ќе се потрошат за надоместување на разни трошоци и обештетувања. Судењата, знаете, не се ефтин спорт. И конечно, наместо да му суди на дешо, овој судија на јавноста прво треба да ја објасни нешто друго. Кој и зошто го терал во минатото да суди и пресудува така како што тоа го правел. И не знам веќе колку пати ќе кажам овде во седмица. Мора подитно луѓе, без било какво одлагање, да бидат пуштени сите оние кои бранејќи ја државата завршија како терористи и сега гнијат по затвори. И не само да ја добијат туку својата слобода, туку и ние како народ да најдеме начин некако да им се одолжиме за тоа што го поминуваат. Да видиме дали има во Македонија судија, вистински патриот кој како луѓето кои невино лежат како политички затвореници за решетки, па да донесе одлука да ги пушти. Тоа ќе биде голем дел од рестартирање на корумпираниот систем кој не јаде со децени. И тука е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време на исто место.